Почитувани, земјоделците очекуваат решавање на нивните проблеми, а не манипулации и лаги од страна на СДСМ и министерот за земјоделие Љупчо Николовски. СДСМ продолжува да се однесува како опозиција, а тоа најмалку им користи на земјоделците. Земјоделците очекуваат СДСМ да престане да се игра и да тера маркетинг врз нивниот грб. Земјоделците очекуваат СДСМ да ги исплати парите кои им припаѓаат за штетите кои ги претрпеа. Земјоделците од Ресен се уште не се обештетени од мразот што ја зафати Преспа. Иако им беше ветувано дека веднаш по превземањето на власта од СДСМ ќе се исплатат штетите. Со месеци и во Ресен и во Скопје надлежните ветуваат дека ќе се исплатат штетите, а пари нема. Поради доцнењето на исплатата по овој основ, земјоделците се наоѓаат во исклучително лоша економска состојба. За нас парите од штетите се сериозна подршка, посебно после ланската година кога имавме мраз. Иако ни беше ветено од министерот за земјоделство дека веднаш ќе се исплатат штетите од лани и по 10 месеци од тоа нема ништо. Некои што денес се наоѓаат на чело на државата поради својата неспособност, неможност или не сакање да ги исплатат штетите од мразот, секојдневно лажат на нивните пресконференции и пратенички обраќања. Министерката за одбрана, Радмила Шекеринска, пролета 2017 година, додека беше пратеник во Собранието на Република Македонија, константно ја обвинуваше владата на ВМРО ДПМН дека ги оставила земјоделците на питачки стап и ветуваше 100% обештетување од мразот. Еве како помина речиси една година од владењето на СДСМ и се остана само на ветување. Кажуваа примери како прават богатите земјоделци од Европа. Како со помош од државата во невреме ги заштитувале насадите, а тие немаат способност да ја исплатат штетата за 2 години, 2016 и 2017 година. Советничката за земјоделство пак, Ленче Николовска, изјави во декември дека немало да дојде во Ресен додека не се исплателе парите за штетите. Како тргнало и цел мандат можеби нема да дојде. Загрижените земјоделци константно го поставуваат истото прашање од јули 2017. Кога ќе има исплата? Секогаш и истиот одговор. Службите работат, ќе биде наскоро. Тоа наскоро е една година. Се манипулира со надежта на луѓето. Луѓе кои на чесен начин го заработуваат својот леп, не преку партиски тендери, вработување и што уште не. Останува ветувањето за пласма на јаболката, останува ветување за исплата на штетите. Земјоделските грантови и субвенциите се делат на партиска основа. Додека беа опозиција, секој ден имавме ново ветување како земјоделци. Секој ден излегуваше министерот за земјоделство на пресконференција како тој сочувствувал со земјоделците од Преспа, па како тие биле на работна екзистенција. Од тогаш до сега помина цела една година. Но граѓаните се свесни и знаат да распознаат политичка волја да се реши нештото. Знаат да распознаат манипулација, се со цел да се стигне до фотелја. И толку. Тука завршува нивното исполнување на ветувањата. Револтот на жителите од Преспа е голем. Во земјоделско подрачје, како што е Преспа, луѓето генерално живеат од јаболката, односно преживуваат. Но на политичката хунта, која е на власт, не е гајле за граѓаните. Единствено што им е битно е промена на името и распродажба на државните интереси. Криминалот и корупцијата цветаат во секој сегмент на ова општество. Државата е на распродажба. Ова е тој живот кој го нуди СДСМ кога и да дојде на власт. Социјалдемократскиот сојуз не запира со своето неодговорно однесување кон земјоделците. СДСМ ги крши законите и креира хаос во земјоделството со цел да ги уценува и манипулира земјоделците. СДСМ ги уништува земјоделците и калкулира со нивната мака, не превземајки ништо за обештетување на земјоделците, иако завршија теренските активности на комисиите. Господине Николовски, дали знаете со што се соочуваат македонските земјоделци? ВМРО ДПМН апелира
Потитно да се исплатат парите на земјоделците. Ви благодарам на вниманието.